Има едни податоци кои кажуваат дека учество на повеќе жени во политика има во држави кои нема ниту квоти. Што кажува тоа? Дека самиот систем, почнувајќи од старт, од самите образовни институции, од јавната култура која се креира во просторот, од јавните личности, од медиумите, дека ние уште немаме изградено општество кој ќе ги надмине стереотипите за поголемо учество на квалитетни жени во политика кои сакаат да придонесат за градење на едно поегалитарно општество. Ние конкретно во партијата имаме и тело АФЖ кој организира и трибина сега по повод на 8 март. Идејата и баш на нашата трибина е да ги артикулираме сите оние проблеми кои доаѓаат од ранливите категории на жени, од жените кои работат во фабриките, од жени кои се жртви на семено насилство, од мајки на деца со попреченост, затоа што како што кажав, нивната положба во општеството е двојно потешка. Мене ми е навистина драго што ете ние успеваме да мотивираме и во самиот наш централен комитет како највисоко тело да имаме жени кои доаѓаат и од дело на стечајците, имаме и многу самохрани жени. И ако гледаме низ историјата, она борба за права на жената да се вклучат поеднакво во креирањето на политичките околности, сметам дека се уште тука не е завршена. Баш во контекст на 8 март и ние преку АФЖ организиравме една кампања каде сакавме да подигнеме свесноста за улогата на жените во македонското општество, од кој дел и животот го дале во градењето на антифашистичка Македонија. Имаше еден податок за време на Втората светска војна дека дури 300 жени од Македонија го вградиле својот живот во темелите на тогашната нова држава. Така да јас апсолутно сметам дека жената подеднакво има историски дадено учество во градењето на оваа држава и дека ние тука и политичките партии во нивото на нашата комуникација мора да дадеме простор да изградиме општество каде што најквалитетните, најискрените поединци ќе се вклучат во самите политички процеси, затоа што пред се политиката е креирање на јавниот живот и не смееме да бегаме и од политиката.